Почитувани слушатели, Facebook пријателки, следбеници, пријатели, како што и ви најавивме неколку пати во текот на денешнава емисија, денес имаме уште еден гостин, во овој случај гостинка, тоа е господја Ана Чоловиќ Лешовска од Институтот за истражување и информирање за животната средина, со која ќе поразговараме околу најавената изградба на ски центарот на планината Јабланица. Се надевам дека наскоро ќе биде во студиото. Да, Ана е веќе заедно со нас. Господја Лешовска, добро ви утро и добро ни дојдовте на македонски корени. Се надеваме дека се ќе биде во ред со звучниот сигнал, бидејќи веќе гледаме линковското видео поврзување е веќе воспоставено. Така, добро утро. Се надевам се слушаме. Да, се слушаме одлично. Добро ви утро и добро ни дојдовте и од мене, господја Лешовска. Добро утро. Откако во јавноста излезе информацијата околу изградбата на луксузен ски центар на Јабланица, реагираа од Светската здравствена организација за заштита на природата, но имаше реакција нели и од вашата организација Екосвест. Ние овде на Македонски корени на 20 ноември ја отворивме оваа тема и разговаравме со господја Велика Серафимовска, која е експерт за нематеријалното културно наследство и единствен овластен УНЕСКО лиценциран експерт од Македонија. Таа се изјасни дека е против идејата за изградбата на ски центар на Јабланица. Каков е вашиот став за градење на еден ваков ски центар на Јабланица, кога се знае дека е дел од поширокиот Охридско-Преспански регион, кој е впишан во заштитената биосфера во УНЕСКО? Како што знаете веќе и во реакцијата од Светската организација за заштита на природата или World Wildlife Fund, WWF, како и Екосвест, организацијата за која јас работам, и всушност дел од моето работно време е посветено на WWF. Ние најотворено реагиравме затоа што не сметаме дека ваквиот развој е нешто што треба да се случува на Јабланица. Од причини што веќе постои еден интензивен процес на прогласување на Јабланица за национален парк, односно категорија 2 согласно Меѓународната унија за заштита на природата. Знаеме од глобалните стандарди што значи да се има еден национален парк и апсолутно изградба на вакви големи инфраструктурни проекти не е во прилог и не е во функција на воспоставување на национален парк, нити пак придонесува кон заштитата на природата која е примарната цел на националните паркови. Од тука најстрого и најјасно и недвосмислено реагиравме дека ова не е правилниот развој за овој регион. Дали во овој регион, покрај вевчанските извори, има и други вредности кои можат да се искористат за промовирање наместо изградба на ски центар и дали со една ваква модернизација ќе се наруши природната средина и природното живеалиште на многу ендемични животински и растителни видови кои живеат во овој регион? Апсолутно, значи целата планина Јабланица бидејќи е предмет на истражување и во моментот се изготвува студијата за валоризација на незините вредности, а постои уште една студија од пред 10 години која токму потврдува дека таа има како планина, како цел масив има вредности за да се прогласи за национален парк. Дополнително таа е еден природен биокоридор на движењето на големите цицаджи, значи ги имаме мечката, рисот, апсолутно нели нашата гордост како животински видови кои го ја користат Јабланица во отсуство на други места кои се веќе под притисок на луѓето. Единствено на Јабланица немате масовни градби, изградба на патишта или големи инфраструктури и тука на некој начин е некој вид на рефугиум, значи место каде што живиот свет си живее без некакви поголеми нарушувања.
Значи, Девчанските извори моментално согласно закон се прогласени за споменик на природата, но тие се само еден дел од планината Јабланица. Цела Јабланица би требало да биде национален парк. И секако било каква голема инфраструктурна градба не е само ски центарот и туристичките, да кажам, објекти. Станува збори за патишта кои значително многу го фрагментираат живеалиштето на дивите видови и апсолутно бидејќи станува збор за еден предел кој е комплетно пошумен, значи буквално тоа се шуми, сметате дека било каква изградба некаде горе во планината значи уништување на подолниот дел од планината. Така што главно инфраструктурни зафати од ваков вид не се во функција на националните паркови, заради тоа воопшто не се размислуваат. Сличен пример беше и нели со Охрид и Галичица, каде што ги имавме плановите за изградба и на експресен пат и на туристички резорти, спа центри и така натаму, кои пропадна. Не само што се економски неоправдани, тоа е веќе друго прашање, туку и затоа што се во спротивност со заштитата на овие подрачја кои биле назначени да се заштитат. Господја Лешовска, имајќи предвид дека грижата на природната и животната средина и нејзиното окружување е со цел да им користи на луѓето, но и на се она што не окружува, каков треба да биде пристапот и начинот на размислување и приод кон нејзината заштита и одржување на една ваква уникатна природа каква што е Јабланица? Јас мислам дека веќе во Македонија има многу напори да се работи на заштита на природа и да се работи на ние тоа го велиме искористување на екосистемските услуги. Значи, како локалното население да добие најголема придобивка затоа што живее во заштитено подрачје. Во Екосвест, а и Министерство за животна средина и просторно планирање веќе интензивно работеа конкретно со споменикот на природата Вевчански извори, за да воспостават механизми на наплата за искористување на овие екосистемски услуги. И многу е интересно што има неверојатно голем интерес од локалното население за да се сертифицира, да речеме, за собирање на шумски производи, за да овозможи еколошки туризам. Има многу голем број на, како да кажем, позитивни практики кои може да ги примениме. Значи не е ова измислување на топла вода, тоа е буквално пренесување на нешто што веќе постои во светот и искористување на можноста, затоа што главно Македонија може да се пофали со тие недопрени предели и со прекрасни пейзажи, со прекрасни планини кои никој ги нема видено на друго место. Значи тоа посебноста е нешто што ние може да ја брендираме и да ја продадеме, и ако веќе така сакаме да го кажеме тоа на туристите од светот. Значи има веќе многу напори и многу, да кажам, енергија и средства се вложени за да се развие регионот на еколошки одржлив начин. Сега да одиме назад и да правиме некакви зафати кои се својствени можеби за 70-тите години во Европа не е напредок, туку е уназадување. Па така тоа нашиот став е дека токму во тој правец треба да се развива тој регион, а тоа се, да кажам, во иста линија се е размислувањето на локалното население. Околу 90% од луѓето кои живеат во регионот на Јабланица силно ја поддржуваат идејата за прогласување на национален парк. Ние од македонски корени многу често ја практикуваме девизата подобро да се спречи отколку да се лечи и се трудиме благовремено да реагираме на се она што мислиме дека со носењето на погрешни одлуки ќе сносат тешки последици. За сега изградбата на ваков ски центар на Јабланица е се уште како предлог, но тоа не му пречеше на струшкиот градоначалник господин Мерко да почне да го промовира. Од она што ние го имаме како информација, градоначалниците од регионот сметаат дека проектот ќе донесе економски развој и подем на туризмот, а со тоа и креирање на нови работни места. Струшкиот градоначалник Мерко пак ојде дури и чекор понатака и тврди дека немало да се наруши природата или пак дека ќе имало некакви си загадувања. Се согласувате ли со ова негова констатација? Имаат ли право да оттуѓуваат нешто во овој случај планината Јабланица која не им е дадено како оставка или наследство?
Апсолутно не се согласувам, затоа што ова се типични паушални изјави на донесувачите на одлуки, кога сакаат да добијат поддршка од локалното население, секогаш ветуваат вработување или некој просперитет, но прво и основно ова е само во јас како што го гледам, ова е фаза на идеја. Сме слушале многу идеи кои пропаднале поради тоа што биле неисплатливи или поради тоа што биле навистина неосновани или регионот едноставно не може да поддржи такво нешто. Го знаеме примерот со Маврово и со планираните изградби на хидроелектрани, и тие беа идеи, тие отидоа и малку понатаму со тоа што добија дури и финансирање од меѓународните институции и повторно не се реализира заради тоа што едноставно во национални паркови за заштитени подрачја не се градат такви проекти. Изјавите на градоначалниците, знаете како градоначалниците можат да изјават што сакаат, ако немаат физибилити студија, ако немаат докази дека тоа навистина така ќе биде, ако немаат пресметки, ако не можат да го убедат народот дека тоа навистина е така, не би требало да ги прават тие изјави. Така што мислам дека е се уште многу рано во фазата да се помислува дека вакво нешто е возможно. Ние имавме еден разговор со директорот на Агенцијата за странски инвестиции кој ја објави оваа информација, всушност беше токму денот пред вториот круг на изборите. И му предложивме да разговараме за алтернативи, зашто сметаме дека во Македонија има и ски центри кои никогаш не профункционирале зашто патот не водел до нив. И тоа е загуба огромна на инвестиции, но и веќе нарушен предел. Така што нашиот предлог е да се ревитализира се она што веќе го имаме како инфраструктура и тамо да се насочи вниманието наспроти уништување на комплетно нови уништување на недопрена природа во случајот со Јабланица. Дали имаат право да отуѓуваат? Значи тоа е државно земјиште, значи Јабланица е државна територија, но верувајте процесот за да се изгради еден проект навистина не е лесен и не е краток. Значи во принцип законите секако си важат и никој не може уште утре да отиде и со багери да направи дупка и да почне да гради. Значи си има постапка, имаме и добар квалитетен закон за заштита на животна средина кој вели дека јавноста мора да се вклучи во процесот на донесување одлуки. Едноставно не може некој да одлучи наместо нив. Треба да се спроведат јавни расправи, треба да се спроведат студии кои ќе кажат колку, каде, зошто и како ќе се направи штета и дали таа штета воопшто може да се митигира. И тоа е едно големо прашање. Во заштитени подрачја, пак ќе повторам, не е праксата да се прави ова и ако веќе сакаме напредок, треба да го следиме принципот на развој на западните земји и да направиме нешто различно, а не да ги повтараме истите нивни грешки за кои сега тие земји се каат. Како ќе го прокоментирате размислувањето и пристапот на градоначалникот на Вевчани, кој за овој проект најави дека ќе распишел референдум за да можат жителите од овој регион да се изјаснат дали се за или против изградбата на ваков ски центар? Кои чекори ќе ги преземете за да ја спречите изградбата на ски центарот во Јабланица? Имате ли некакви алатки за да успеете во тоа и какви пораки имате за градоначалниците, но и за жителите од овој регион? Јас лично немам слушнато дека градоначалникот на Вевчани ќе распише референдум, но интересно е зошто тој би распишувал референдум на нешто што не се случува на негова територија, бидејќи ски центарот не е предвиден да се случи во атарот на општината Вевчани, но во секој случај да претпоставувам дека може да има некаков вид на поддршка за ваков проект, бидејќи и претходниот, значи не претходниот, туку тој пред него, нели, градоначалник исто така имаше такви идеи, па можеби се рециклираат истите идеи повторно. Идејата е дека толку многу е вложено веќе во споменикот на природата Вевчански извори да се развива во правилен смер, значи во согласно меѓународните стандарди за заштитени подрачја, да сега да се размислува за нешто друго, мислам дека е жалосно и дека буквално сите тие напори, финанси и посветеност од нашите институции на централна власт за таквото подрачје би се фрлиле во вода и тоа е навистина за неприфатливо е. Ние имаме проектни активности во овој регион, конкретно со граѓаните,
и сакаме да придонесеме граѓаните да се вклучат во активното управување и соодветното управување со заштитеното подрачје, бидејќи тој регион е нивен и тој си го чувствуваат близок до срцето и сакаат да го заштитат. И верувајте, на територијата на целата планина Јабланица сите жители имаат единствено мислење дека тој предел треба да се заштити. Нив им е доста од илегална сеча и од дивоградби. И анкетата која спроведе Фридрих Еберт Штифтунг фондацијата токму тоа го покажува, дека луѓето од регионот навистина сакаат овој регион да се заштити, а не да се уништува. Кога веќе зборуваме за големи инфраструктурни градби, токму во Вевчани се забрани поминување низ заштитеното подрачје за транспорт на дрва, бидејќи тоа дава многу лош впечаток на сите околу дека во заштитеното подрачје има сеча на дрва, иако сечата на дрва не се случува тука. Така што сите овие работи укажуваат на тоа дека самите жители од регионот се со силна поддршка. И токму тоа е пораката всушност на градоначалниците. Слушнете што сакаат луѓето, каков развој замислуваат тие во својата глава, а не да се наметнуваат идеи кои не се ни оправдани, нити пак се согласно меѓународни стандарди. И ова последно прашање од мене ова вечер, кое што не верувам дека би имало долг одговор, бидејќи уште 2 минути може би имаме на располагање. Вчера кога требаше да се слушнеме, вие бевте на некаков состанок за Маврово, но исто така ни кажавте една радосна вест која сте ја добиле од Европскиот совет, а поврзана за националните паркови во Македонија, како што се Националниот парк Галичица, Националниот парк Маврово и Охридското езеро. Ќе ни кажете ли накратко за што стануваше збор и станува збор, и дали знаете зошто на градоначалникот на Струга, господинот Мерко, му се брза? Има ли недоречености во сегашниот закон околу постапката и условите за давање на дозвола од ваков тип за вакви проекти и слични на вакви места, па сака да го искористи тоа? Прво за последното накратко, не може да му се брза, има законски рокови и има долго време додека да дојдат од идеен проект до реализација, така што колку и да се брза, не може тоа да се реализира за кратко време, чисто вака како блиц одговор. Во однос на препораките, значи Бернската конвенција, која е конвенција за заштита на живеалиште и диви видови од европско значење, која Македонија има ратификувано многу одамна и е дел од нашето национално законодавство, донесе препорака кон Македонија која вели дека освен што треба да се суспендираат сите оние хидроелектрани кои се планирани и се доделени во заштитени подрачја, има и серија на други препораки конкретно за заштитата на подрачјата. Освен тоа дека треба да обезбедиме државни финанси за нашите национални паркови, што сега не е случај, тоа е навистина срамота да не си ги поддржуваме со државни пари нашите подрачја. Дополнително има една препорака која се однесува исто на Јабланица, а тоа е усогласување на плановите за просторно планирање и за туризам и имплементирање на праксите со глобални стандарди. Значи стандардите за развој на одржлив туризам во заштитените подрачја. Ова е толку јасна препорака за Јабланица дека ски центар апсолутно нема простор тука. Туку треба да се размислува конкретно кон заштита на природата, но и економски развој кој е во да кажам во насока на одржлив развој на регионот. Господја Лешовска, имате ли нешто друго да додадете и пренесете до нашите слушатели, а ние пропуштивме да ве прашаме? Имам само една препорака да се, бидејќи имавме еден претходен разговор со господинот Јон, мислам дека интересно ќе биде доколку видиме ваши реакции во однос на тоа што го работиме ние во Македонија во делот на заштита на животна средина. Може би локално не е толку важно за вас, но за нас е многу значајно да видиме реакција од ваша страна и поддршка во нашите иницијативи за заштита на природното наследство, бидејќи и вие кога ќе дојдете во Македонија се восхитувате на истите работи кои ние се обидуваме да ги заштитиме. И од тој аспект би ги поканила гледачите да не заследат на Facebook, на социјалните медиуми, екосвесте и на Инстаграм и на Твитер, и да ни дадат поддршка во нашите иницијативи. Токму ова покана до вас што беше испратена, беше нашиот првиот чекор за соработка. Нема да остане само на ова.
Супер, одлично. Така. Господја Лешовска, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Посакуваме да си имате убав викенд. Чувајте се, пријатно до слушање и повторно довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам и беше чест и задоволство. Пријатно. Пријатно.